Еколошкото образование да биде задолжително во основните училишта. Ова е апелот што го испрати Центарот за климатски промени од Гевгелија, кои констатирале дека од 1 до 9 оделение во наставата многу малку акцент се дава на заштита на животната средина, селекција и управување со отпадот. Целна група ни се основните училишта, конкретно учениците од 1 до 9 оделение. Како тоа сакаме да го постигнеме? Сакаме да го намалиме создавањето на отпад, неговото селектирање и како тој треба да се управува, односно да се рециклира. Ние увидовме како недостаток во основното образование дека не постои како формална едукација за управувањето со отпад, типовите на отпад, како да се рециклира, и од таа цел одлучивме на наставниците да им помогнеме доколку сакаат да го користат нашиот прирачник. Дека треба да се воведе еколошко образование како задолжително, апелираат и од Министерството за животна средина. Велат дека во земјава дивите депонии растат, казни се помалку, а навиките кај граѓаните тешко се менуваат. Затоа е потребно градење екосвест уште од мали нозе. Затоа што не постои генерална национална стратегија за воведување на еколошкото образование како задолжителна настава во образовниот систем. Децата од мали нозе треба да се научат соодветно да управуваат со отпадот, она што е тема на нашава работилница, затоа што во иднина тие ќе ги стекнат тие навики, за нив тоа ќе стане едноставно како што знаеме дека треба да ги измиеме рацете пред да седнеме или да јадеме, тоа ќе ни стане навика како соодветно да управуваме со отпадот. Во рамките на проектот сите основни училишта од Југоистокот ќе добијат сетови канти за селекција на отпадот, но и прирачници, по кои просветните работници ќе изведуваат еколошка настава. Проектот за екообразование го финансира Европската унија од програмата за прекогранична соработка.